Не знам колкумина од вас слушнале за Бенџамин Франклин. Не знам колкумина од вас се запознаени со неговиот живот. Ова го говорам бидејќи тој човек, ако земете да ја прочитате неговата биографија, мене лично ме воодушевува, ме плени. Луѓе кои за својот животен век на оваа земја направиле многу, навистина многу, и е меѓу ретките луѓе кои што можат да се пофалат со еден таков живот. Роден е некаде почетокот на 18-тиот век, 1701 година. Не само што е познат како плоден политичар, не само што е познат како добар филозоф, не само што е познат како добар научник, човекот е еден од оние ретките кои се борел за човековите права и уште многу се позитивни нешта. Еден е од авторите на познатата декларација на Соединетите Американски држави. Еден е, не знам дали сте знаеле, од научниците кои благодарение на него го имаме громобранот, благодарение на него ги имаме бифокалните очила, многу плоден писател и автор. И како што реков, навистина ме плена такви луѓе кои што имаат една богато животно искуство. Зошто го говорам сето ова? Во еден период од својот живот Бенџамин е пратен и живее еден период во Франција како амбасадор на Соединетите Американски држави. Во тоа време имале сите амбасадори, па можеби и денеска, имаат своји клубови каде што се собираат и каде што го минуваат времето, каде што дискутираат за најразлични теми. Во негово време, во тој период во Франција, бил познат клубот на неверниците. И таму секоја вечер се состанувале и разговарале и дискутирале и имале една многу интересна тема. Барале што е ремек дело во светот во тој период. Што е тоа што има етикета на ремек дела. Таквите ремек дела секој пат се собирале и ги анализирале, доведувале некакви своји заклучоци или многу се однесувале критички настроени. Така една вечер, кога дошол во клубот, го прашале што имаш да споделиш со нас. Вика, сакам да ви кажам за една историја која што е вистинита, која што многу ме плени. И сакам да ја споделам со сите вас. Сите тие луѓе кои се собирале во тој така наречен клуб на неверници, биле сочинети од сите биле атеисти или поголемиот дел агностици и милувале да дискутираат и да размислуваат околу Библијата и за Библијата и да ја критикуваат нејзините приказни и нејзините невистинити. Бенџамин рекол, има многу една интересна сторија која што лично мене многу ме плени. Станува збор за едно семејство, 4-члено семејство, маж и жена и 2 машки момчиња. Настанала криза во Европа, како сите за подобро утро заминале за Америка, обеќањата земја. Меѓутоа, набрзо таму, мажот се разболува и починува, мајката останува сама со своите 2 синови. Синовите се заљубуваат во, како што он вели, луѓето во тој период говореле дека снаите не се од нашата земја, снаите се од сосема друга земја, го немаат нашиот менталитет, ја немаат нашата историја и култура, меѓутоа судбината така сакала. Многу набрзо после таа случка и 2 синови починуваат и мајката останува сама со своите 2
снаи. Или по-нашки речено, свекрвата останала сама со своите две снаи, ги собрала и им кажала дека од нејзе имаат слобода да заминат, бидејќи судбината била таква. Едната од нив заминала, другата рекла и во добро и во зло, до крајот на животот, јас ќе останам со тебе. Така и се случила таа цела историја. Луѓето биле воодушевени. Ова вистинита приказна, ова вистинита историја, повеќе е љубовна историја. И ова историја сите воодушевувачки го запрашале и му рекле: добро, од каде ја најде оваа историја? Кога се случи? Дали ги познаваш луѓето, можеби кога дошле во Америка? Дали се некои твои познати? Бенџамин им рекол дека оваа историја е историја од Библијата. И оваа историја е историја од Стариот Завет. И не само што е историја од Стариот Завет, туку оваа историја е од една книга која што се наоѓа во Стариот Завет и нејзиниот наслов е книгата Рут. Тоа е историјата на таа книга и на таа жена. Јас топло ви ја препорачувам утре, многу е куса, само 4 глави. Да си ја прочитате. Тие кои што имаат можност, добро е, многу пати сме говореле со пасторот, има некои книги, има некои фрагменти од Библијата кои што е многу добро да ви ги чита некој друг, а вие да го слушате и да размислувате врз текстот. Направете го ако имате можност ова со книгата Рут, овие 4 глави. Ова е преубава книга, не само како што рекол Бенџамин. Ова е книга која што можете да направите проповед ако сакате да говорите за вистинската љубов во христијанското семејство. Ова е книга ако сакате да направите проповед и да говорите за посветеноста на едни меѓу други. Ова е книга каде што може да говорите за лојалноста, и тоа не краткотрајна, туку лојалност во правата смисла на зборот која што ние христијаните би рекол ја разбираме од почетокот па се до завршетокот. Оваа книга ме инспирира и мене, меѓутоа ќе говорам за нешто друго. Јас оваа вечер на мојата вечерашна проповед дадов наслов Грешни избори и тешки последици. Може од оваа книга дури да разгледуваме еден ваков текст. Може би малку по-непопуларен во однос на сите други кои што ги реков и што говорев за една преубава љубов, меѓутоа мислам дека за нас е полезно и мислам дека за нас како христијани кои сме соочени секојдневно да донесуваме одлуки и да зимаме некакви решенија, особено би потенцирал ние мажите, бидејќи пак ќе се навратам на машките часови, бидејќи од Бог ни е дадено да го раководиме и семејството, да го раководиме и црквата, меѓутоа имаме и многу голема одговорност за донесување на вистински и на правилни решенија. Ние ќе видиме оваа вечер дека секој погрешен чекор, секое погрешно решение води кон катастрофални последици. Сакам да ги прочитам само првите 5 стиха, како што реков од книгата Рут, кои велат вака: во она време кога управуваа судиите, настана глад во земјата. И еден човек од Витлеем јудејски отиде да живее Моавските полиња, заедно со жена си и двајцата синови своји. Името на тој човек му беше Елимелех, името на жена му Ноемина, а двајцата синови негови се викаа Малон и Хелеон. Тие беа од Еуфрат, од Витлеем јудејски, и дојдоа во Моавските полиња и останаа таму. Елимелех, мажот на Ноемин, умре, и таа остана со двајцата синови своји.
Тие си зедоа за жени Моавки, на едната името и беше Офра, а на другата Рут. И живееа таму околу 10 години. Но подоцна и обајцата синови нејзини, Малон и Хелеон, умреа. И останаа таа жена без двајцата синови свој и без мажот свој. Ова е таа почетокот на таа сторија. Меѓутоа, на самиот почеток би сакал да одвојам барем 3 сегмента. Како што реков за насловот на оваа вечерашна проповед за погрешните избори и за катастрофалните последици од тие наши избори. Елимелех, мажот, со својата жена, текстот ни вели дека периодот во кој што се случува сето ова во земјата и во местото Витлеем, ни се говори дека владее хаос. Можеме да видиме дека луѓето прават кој што сака. Текстот понатака ни го говори и ни го кажува тоа. Најосновното нешто што овдека сакам да се задржам, вели дека останале без храна. Немале леп. Тоа е основниот мотив, основната појдовна точка на Елимелех, кој што се грижи за своето семејство и кој што сака, како добар родител, како добар сопруг, како одговорен маж и глава на семејството, да обезбеди основно нешто, а тоа е храната, или како што овдека вели, владееше глад и недостаток на леп. Погрешните избори, кои дали ние свесно или несвесно ги донесуваме и се упатуваме, одбираме да врвиме во определени насоки, многу често знаеме да кажеме, бидејќи околностите биле онакви, затоа поради таквите околности ние сме превземале определени действија или сме одбрале да направиме определена одлука. Сакам да ви кажам дека ние многу често потенцирам дека како вистински христијани имаме сосема други правила, имаме сосема други норми према кои треба и да се раководиме и кои сите заедно едни меѓу други би требало да бараме одговор кога сме исправени пред определен проблем или пред определен избор. Во една проповед говорев дека неминовно е секојдневно да донесуваме определени одлуки. Основната идеја, основната моја цел оваа вечер е дека неправилните избори, или како што милуваме да кажеме, многу често свесно или несвесно правиме определени гревови. Не можеме да направиме определен грев без за тоа да нема некакви последици. Во таа една моја проповед говорев дека сите имаме слобода на изборот. Дадена ни е слобода да избираме секојдневно што ќе правиме во животот. Меѓутоа, со било кој наш избор, никој пат не можеме да ги избереме последиците. Последиците се неминовни со секое наше донесување на било каков и да е тој избор. Или тие последици ќе бидат позитивни, или тие последици ќе бидат негативни. Дали за тоа сме свесни или несвесни, мојата цел и мојата идеја е вечерова да видиме
точно преку Елимелех, само преку една негова донесена одлука, само една негова донесена одлука, какви последици доживеа тој, какви последици доживеа неговата сопруга, какви последици доживеа неговите деца, последици за целото семејство. Има три сегмента. Има, би рекол, три точки кои што би сакал да ги запомните оваа вечер во однос на неправилните решенија и на однос на измамата на гревот. Гревот секој пат, јас многу често сум размислувал за мене и со пријатели кога сме разговарале, велиме дека ние христијаните има бела лага и има црна лага. Лагата е лага како што и гревот е грев. Многу често сум си велел дека неминовно беше да излажам некој човек само еднаш. Јас ке ви кажам дека и Словото вели секоја еднаш изречена лага ќе ве доведе до уште 7 други за да ја оправдате првата лага. Сакам да запомнете и сакам оваа вечер да се задржам на овие три точки, а тоа е дека секој пат донесувајќи ја нашата одлука, гревот секој пат од тоа што планирате ќе ве однесе чекор подалеку. Втората точка е дека сето она што го планирате во однос на гревот, колку време ќе се задржите во таа состојба, секој пат ќе биде многу поголем од тоа што сте го планирале. И третата точка е, секој пат она што сметате дека ќе ве чини, не говорам само материјално, во однос на гревот ќе платите 7-кратно повеќе од тоа што вие го планирате. Преку овие три сегмента, преку овие три точки, сакам многу накусо оваа вечер да видиме како Елимелех, каде Елимелех сгреши за да дојде во една таква ситуација. Можно ли е човек кој што е верен, и повторно ќе кажам вистински верен, можно ли е човек кој велиме дека Витлеем, градот, нашки кажано е куќата на левот. Можно ли е да бидете верен човек? Можно ли е да живеете и да припаѓате на избраниот Божи народ? Говорам контекст во кој што живеел самиот Елимелех. Можно ли е во едни такви услови, можно ли е да бидете дел од едно такво заедништво, можно ли е да бидете дел од еден таков избран народ? Многу добро им била позната Тората. И можно ли е, кога, како што вели текстот, дека останувате без храна, да го дигнете целото семејство и да се упатите, да тражите храна во сосема, би рекол, погрешно место и во сосема погрешно време. Ово го говорам бидејќи сите тие луѓе, сите тие, имам предвид тој избран народ, секој пат во историјата и во тој период, кога останувале без храна, секој пат тоа било една, би рекол, интервенција. Не интервенција, меѓутоа еден сигнал од Бог за непокорството на својот народ. Многу често ние и овдека говориме дека се случуваат разни нешта и по-нашки, по-човечки бараме решение на определени наши, секојдневни, би рекол, проблеми. Денеска, во тој контекст, многу млади девојки и момчиња живеат заедно, не венчани, не во брак, и тоа станува многу нормално. Дури шегите помеѓу нив велат дека подобро да видиме дали си одговараме пред да влеземе во брак. Многу е нормално момчиња со момчиња да живеат заедно и тоа е најнормална работа, дури тие се и загрозени, ги бараат некакви нивни права. Многу е нормално девојки со девојки да живеат заедно. Се е по-често и по-е нормално да може да земеш некоја чашка алкохол,
за да малку те опушти и да имаш една попријатна забава. Многу е едноставно, би рекол, да после излегувањето или млади момци и девојки да завршат и да конзумираат определени лесни наркотици, да кажеме. Сето ова што го говорам, ако излезете денеска и да поразговарате со обичниот свет, секој ќе ви каже дека нема ништо, има многу пострашни работи него ли од овие работи. Ова се нормални работи. И ова сето нема ништо лошо. Тоа е современото општество, тоа се современите млади, тоа е 21. век. Да, може да под наводици до некаде да се согласам и да се навратам, правам една паралела со Авимелек. Зошто? Бидејќи, каде е во целата ова наша приказна, би рекол, Бог? Што вели Бог на сето ова до сега што го наброја? Можам да ви кажам со сигурно Словото и тогаш и сега е исто, и како што отвори пасторот, може би ние да не се конектираме со интернет, меѓутоа конекцијата со Бог е постојана. И сакам да ви кажам дека сето ова, ниту една точка, а може уште ред да набројам, ништо од овие работи Бог не ги оправдува. Ниту една работа. Ние, како христијани, имаме должност, ние како христијани имаме обврска да се советуваме едни со други, да се охрабруваме едни со други, да се поучуваме. Словото вели, споделувајте ги вашите тешкоти, споделувајте ги вашите греови, искажувајте си ги. Ние ги таиме, ние ќутиме, ние многу пати не сакаме да го слушнеме Бог. Бог секој пат говори. Тоа многу пати сме го говориле и сите сме едногласни со тоа. Меѓутоа, многу пати одговорот на Бог нас не ни одговара. Одговорот на Бог не одговараше овдека на Авимелек. Он си реши дека ќе бара подобра еднина. Кај ќе ја бара, Словото ни вели, во Моавските полиња. Кој прво заминува од место и од заедништво, каде што има храм, каде што е дел од избран народ, каде што има, понашки речено, црква, имаме браќа и сестри, семејството ти е тука, ти целото свое семејство го подигнуваш и одиш во Моавските полиња. Што значи преведено? Целото семејство го носиш кај пагански народ, целото семејство го носиш каде што ќе нема храм, целото семејство го носиш да расте и твоите деца да растат, да немаат заедништво со Бог. Зошто? За подобро утре, бидејќи немало леп. Моавците се народ од Моав, а Моав беше синот на Лот и една од неговите ќерки, дете од еден инцест брак. Одиш во едне... Знаете што ме чуди и сега, и тогаш, и денеска? Ние има многу работи, како проповедници, ќе речам, како толкувачи на Словото. Не можеме секој пат во 3-40 минути да кажеме се. А многу пати велам, затоа имаме вторник, среда и четврток часовите. Ние многу често од овдеки и прифатени се некои работи дека кнезот на овој свет е сатаната. Многу луѓе мислат дека кнезот на овој свет, кога говориме, дека он владее со овој свет. Вистината не е таква. Значи, кнезот на овој свет не владее со овој свет. Ако се вратиме во Матеј и крштевањето на Исус Христос и заминувањето на искушенијата во пустињата, има еден контекст дека он владее со определени територии, дека он владее со определени области, држави, народи. Може да. И владее со тоа што Бог му дал. Иначе во никој случај кнезот на овој свет не владее со овој свет. Ова го говорам бидејќи и ние и денеска имате територии, ако Духот Божи е во вас. Имате вие репер кој што ќе ви каже што се случува. Многу често викаме со луѓе, таа е вистината. Кога разговараме дека нешто те вознемирува, па ние велиме како два различни духа да се во нас.
Тоа е вистината. Сакам да кажам дека и овдека во денешно време, дали за младите или за нас повозрастните, не правам разлика. Треба да внимаваме кај се движиме. Треба да внимаваме каде го поминуваме времето. Тоа е нашиот избор. Многу често народот говори, овој Бог е многу фанатичен Бог, овој Бог е многу каприциозен Бог. Каков е овој Бог, го зема детето или умрело девојчето. Не, нема таква концепција библиска. Ние избираме кај ќе одиме. Човекот умре, си ја остави својата жена, Ноемин, со двајцата синови. Па никој пат не толкуваме што тоа значи за нас, него секој пат Бог го напаѓаме. Никој пат не толкуваме што значи да останеме без храна и без леп во нивно време, како и денеска овдека, како што многу мрморат и што се случува со Македонија, ќе оделе во Америка и Германија, таму ги чекала подобра иднина. Иднината е овдека ние, овој народ, да се сврти кон Бог, на еден вистински начин, тогаш ќе дојде благосостојувата. Не бегањето како Елимелех, ќе одиме во туги земји. Што се случи? Тоа е што реков да ги запомните трите принципа на гревот кој што сакам оваа вечер да ги потенцирам. Отиде многу подалеку од тоа што планираше. Никој немаше таков план. Никој немаше. Времето кое што го планираше, текстот ни вели, останаа 10 години. 10 години не е мал период да отидете некаде во туѓина. 10 години е многу голем период. 10 години е период. Исто ќе направам една паралела. Кога јас пред 20 години, кога се осамостои Македонија, многу луѓе се отвори една врата дека децата наши треба да студираат во странство. Грција, Америки, не знам преку едно. Многу мои пријатели, децата нивни останава таму каде што заминава, сега им е малку тешко. Па кога говориме, разменуваме мислење, истиот е контекстот овдека. Па ти што мислеше во најзлатните, во најубавите години кога се формира едно дете, што очекуваш? Дека ќе се врати повторно назад? Семејствата се раздвоени. Текстот ни вели си одбраа жени Моавки и си се оженила со тие жени. И си починала, вели текстот. Умрела. И двајцата синови. Нема пострашна работа од лошото по лошото. Велиме, во тој контекст, ако размислувате, најлошото беше жена да биде вдовица. А полошото од полошото да бидеш вдовица, уште да немаш ниту едно дете. Во една таква тешка ситуација, Ноемин, со двете снаи која што постапи добро. После Рут останува со неј, они се враќаат назад. Меѓутоа, касно, последиците за еден единствен погрешен чекор, за еден единствен погрешен избор. Поентата на оваа моја вечерашна беседа не е да ме разберете дека Бог е Бог некој кој што стои со стапчи и сега секој гледа да ако погреши да го казни. Не. Нашиот Бог, оној кој го вкусил вистински, е Бог на милост, Бог на благодат. Меѓутоа, ние не сакаме да бидеме во дослух со Него. Ние не сакаме како семејство, како деца, кој родител мисли лошо нешто на своите деца. Меѓутоа, идат периоди во животот кога младите се знаеме и нема што да слушаме што ни велат родителите. Така ние некој пат многу често се однесуваме во однос на Бог. Бидејќи, знаете како, овдека Елимелех тргна за добро за своето семејство. Секој еден од нас, ако се препознава во било која
погрешна одлука и во катастрофалните последици, јас сум овдека првиот кој може да се пофалам со многу катастрофални решенија, уште покатастрофални последици. Благодарен сум на Бог, бидејќи тури точка, ја така велам, и може да отпочнеш вината за гревот. Апостол Павле во Римјаните вели, си е смрт. И овдека го гледаме тоа. Меѓутоа, може би, ја не знам дали сме честни и искрени во споделувањето на нашите маки, дали сме честни и искрени во споделувањето на нашите товари кои ги носиме. Она што искрено секој еден знаеме дека е обременен. Ние многу често само сме научени да ги споделуваме болестите и да се молиме за тоа и да бидеме единствени. Многу малку споделуваме, би рекол, други тајни од нашиот живот кои што не мачат со браќата и сестрите. Сакам да кажам, верувам дека сите ние на свој начин овдека не секој пат лебот наш насушен. Секој во потрага по некое свое парче на леб. Може би некој заминува и го бара лебот во своето образование. Може би некој заминува и го бара лебот во својата едукација, или некој го бара лебот во својата работа. Некаде надвор од таму каде што припаѓа. Но многу се различни мотивите на барањето и на гладот на човекот. Не секој пат текстот овдека ни говори. Може би да сакате повисока позиција, може би сакате да напишете. Тоа е глад. Треба да отвориме очи. Ние сме привилегирани. Ние, бидејќи имаме еден таков родител кој што се грижи за нас. Ние, бидејќи имаме и сме благословени црква, имаме пастор, Да, вистината е така. Скоро се смеевме, ми викат, нема да кажувам ниту име на црква, ниту луѓе. Зошто те нема во црква? Класично. Па вика, не можам повеќе, сакам повеќе да се хранам, а не добивам веќе таму храна. Па ја колку што знам, и скоро за нас говоре, за нашата црква. Па вие имате кувар пар екселанс. Имате храна секоја недела, супер приготвена. Имате дури маренди и во среда и во вторник. Па вие таму не одите да се храните, вие или тие не добивале храна. Ти сам себе ли се лажеш, дали сакаш да наметнеш вина на некому друг. Сакам да кажам дека благословени сме како Божји деца. Благословени сме за секој еден проблем кој што не се соочуваме. Имаме одговор од Библијата. Можеме да споделиме еден со друг. Можеме да се молиме еден со друг. Многу полесно и сум сигурен, ве убедувам дека било каков да е проблемот, ќе го надминеме. Многу поумни се 3-4 пара очи и уши или умови кога се размислува за определена работа. Истата работа е реков пред малку и ќе сакам да завршам со тоа. Во Римјаните апостол Павле вели дека платата за гревот е смрт. Луѓето многу често велат, овде ќе имаме реална смрт. 10 години. Меѓутоа, Бог го нема никаде во оваа историја. Никаде го нема Бог. Ние многу често, јас скоро говорев, не е овде само физичката смрт. Изневерата стана многу популарна. Ако земете да разговарате со световни луѓе, па тоа нема маж, нема жена кој кого да не изневерил. За изневерата Словото ни вели дека има смрт на брачното легло. Па казната е смрт. Запомнете, никој пат луѓето, кога ќе земете да разговарате со нив, се обично велат дека се случило сосема случајно. Не. Ја би реков, секој еден план, трите принципа, трите точки на гревот, повторно ќе повторам да ги запомнете. Секој пат ќе ве однесе подалеку,
секој пат ќе ве задржи повеќе што треба и цената што сте ја планирале ќе бидете изненадени што ќе треба да ја платате. Така да смртта и овдека што говори апостол Павле, смртта може да биде во секоја област од нашиот живот. Може да имате смрт во брачните односи, може да имате смрт во односите родители-деца, може да биде смрт во вашата кариера. Смрт на секој може начин. Ако немате консултација со Бог, ако не се консултирате со Бог, ако не го изберете вистинското решение, последиците ќе бидат катастрофални.